Повторно е отворен за посети музеот на Народната банка. Утро во нашата теренска екипа од Скопје токму во посета на музеот во Народната банка. Влезот е бесплатен. Деталите ги има колегата Бранко Чупески. Бранко, добро утро. Добро утро Македонија, добро утро за гледачите на македонската телевизија, добро утро Ване. Ако има ехо во позадина, тоа е затоа што се наоѓаме во затворената просторија во музеот на Народна банка на Македонија. Нумизматичката збирка, колекција на пари, монети повторно е отворена за јавноста. Ова утро зборуваме со доктор Евтимија Павловска, која е кустос на музеот на Народна банка. Добро утро. Добро утро, поздрав до гледачите и добри дојде во музеот на Народната банка. Музеот на Народна банка со постојната поставка е повторно отворен за граѓаните. Она што ние го забележавме пред ова вклучување е една импресивна колекција, па ќе ни дефинирате, ќе ни доближите одблиску што всушност може да видат граѓаните кои што ќе се решат да дојдат во посета на овој музеј. Така е, благодарам. Да, навистина повторно е отворен музеот, во смисла дека се заврши враќањето, процесот на враќање на експонатите, кои што го има отстапено местото за привремената изложба по повод 30 години од монетарното осамостојување и сега добро познатите монети се достапни за јавноста. Станува збор за еден дел од нашата колекција, која што морам да истакнам дека брои близу 23.000 примероци пред се наковани пари, меѓутоа и банкноти и други нумизматички предмети. Така што секој оној што ќе одлучи да не посети, ќе може да види една историја долга, рече се 28 века, почнувајќи од крајот на 6-тиот и почетокот на 5-тиот век пред нашата ера, па се до денешно време, ќе има прилика да ги види парите и паричните системи на древните држави, кралствата, но пред се на автохтоните популации кои што ги искувале своите први парични изданија на оваа почва, станува збор за пајонските племиња. Дел од монетите датираат во периодот од пред нашата ера. Кои се најзначајните експонати што ги има оваа изложба? Дали поседувате некакви уникати во музеот, дали се изложени? Па да, како што кажав, изложени се најрепрезентативните примероци, околу 1000 примероци. Секако поседуваме ретки монети, кои што се локално кувани, тие се едни од најзначајните, на тоа обрнуваме големо внимание. Ги спомнав првите пари, кои што биле искувани на преминот од 6-тиот во 5-тиот век пред нашата ера, меѓутоа тука се и парите на пајонските кралеви. И токму една таква пајонска кралска монета е уникатен примерок и гордо го чуваме и може да се види тука во поставката. Станува збор за монетата на кралот Тефте, од која што за прв пат дознавме за неговото постоење. Понатаму ќе ги споменам и други монети кои што заради својата реткост и локалност се значајни за нас. Тука се монетите на лихнит, предходникот на денешниот охрид, ретка бронзена серија на монети, издавана во вториот век пред нашата ера, монетите на стоби, монетите на средновековните владетели во Македонија, отоманските монети ковани локално во Скопје, Кратово и во Охрид. И значи имаме доста примероци кои што се значајни не само заради материјалната вредност, но како што кажав заради реткоста и нивната вредност како културно наследство. Споменавте културно наследство, споменавте историска вредност на овие монети кои што ги гледаме тука низ витрините. Штом носат со себе историја, значи носат и некаква приказна овие монети. Може ли да издвоите некоја, да ни посочите некоја? Па така е, монетите, иако се многу мали, едни од најмалите артефакти, всушност тие се и добри извори, значајни извори на податоци. Многу често, кога во историјата, пред се за најстарата историја, можам да кажам, попатно се спомнуваат пајонија и пајонците, например, тие даваат значаен податок и дополнуваат некоја историска приказна за иконографијата, за митологијата која што за божествата што ги почитувале. Го спомнав уникатниот примерок на Тефтај,
кој што несомнено е пајонски владетел, според местото на наоѓање, според анализите што се направени, ни укажуваат дека тој живеел на почетокот во првите децении на 4. век пред нашата ера и дека на една мала површина, всушност од само 13 милиметри е испишано неговото име и така дознавме за неговото постоење. Понатаму, во овој контекст би спомнала една историска сцена, која што е овековечена на монетите на кралот Патрај, на неговите тетрадрахми. Станува збор за воена сцена, која што е запишана, легендарна победа на, веројатно, братот на Патрај врз персискиот командант Сатропат. Инаку пајунците биле дел од војската на Александар, како подредени народин или како подредена држава. И таа представа се нашла овековечена и на монетите и запишана и во историјата. Колку е комплицирано да се протолкува она што се наоѓа на овие мали парички на толку мала површина, како што кажете? Да, изгледа дека е едноставно, меѓутоа не е, потребно е познавање, долготрајно проучување и многу време за да се дојде до некои сознанија. Користиме паралелни сознанија нели од историјата, од археологијата, така што на крај сликата се комплетира и тоа можеме да го изнесеме и пред јавноста како една комплетна историска приказна. Колку се веродостојни приказните, колку се прифатени во меѓународната историја која знаеме дека знае да биде турбулентна? Ние велиме сега приказна, меѓутоа сепак се држиме до фактите, тоа мора да е прецизно, да се прават, како што кажав, паралелни анализи. Не одиме со пласирање на секогаш е тоа со веројатност, меѓутоа мора да биде добро потврдено тоа со факти. Имате една неблагодарна улога да ја толкувате историјата. Да, како можат граѓаните да го посетат овој музеј? Од колку до колку часот е отворен, кои денови, во кој период од годината, има ли со нив некој кој што ги упатува во она што го има тука изложено? Значи, музеот е едноставно, многу е лесно да се најде, лоциране на приземјето на Народната банка, пристапот е од споредниот влез. Нашето работно време е прилагодено на работното време на банката. Значи, секој ден од понеделник до петок, од помеѓу 9 и 15 часот е отворен за посета. Доколку станува збор за групни посети, бидејќи многу често имаме и групни посети кои што се пред се од нашата неголема публика, школските деца и студентите, препорачуваме, и тоа е нужно да бидат закажани предходно. Информациите може да се добијат за телефонските броеви, за електронската пошта на музеот на веб страницата на Народната банка. Додека индивидуалните посети може да бидат порелаксирани, секој да го раководи своето време траење на посетата, може да има информации, има текстови поврзани со монетите, кои што се нели подкрепа за она што го гледаат посетителите, но доколку изразат и желба, секако на истиот начин со најава можат да добијат и водена посета од страна на кустас. Колку се заинтересирани граѓаните што ќе дадат тука? Првиот впечаток е дека ова е само една просторија, дека има некакви си парички, дека нешто е изложено што е дел од некаква историја, меѓутоа со какви лица заминуваат од тука оние што ќе го посетат овој музеј? Вообичаено луѓето се изненадени, не очекуваат дека на релативно мал простор има толку голема историја. Значи, една историја, монетарното минато на државата може буквално да се следи во овој простор. Многумина, да, позитивно се изненадени, задоволни и ние сме многу задоволни од посетата на странските гости, на туристи. Своевремено препорака за посета на музеот на Народната банка постоеше и во водичот Македонија од Тами Иванс, која што даде препорака нели за нужна посета на овој музеј, дека е вредно да се посети и секако многу странски туристи се упатени и доаѓаат особено во летниот период да не посетуваат.
Ви благодариме за издвоените минути, ќе ве оставиме и понатаму да си ја вршите својата работа во текот на денешниот работен ден. Во некоја следна прилика, повторно кога ќе има нешто битно и интересно, повторно ќе бидеме тука. Благодариме уште еднаш. Благодарам за вашата посета и секако ги поканувам гледачите да дојдат и да ја видат поставката доколку немале досега прилика. Благодариме уште еднаш. Почитувани гледачи, уште еднаш, значи, ова второ и последно јавување од теренската екипа на македонската телевизија во рамките на утринската програма Македонија наутро. Се јавивме од Музеот на Народна банка на Македонија, монетарна поставка, пари од многу години наназад, многу векови. Зборувавме со доктор Евтимија Павловска, која е кустос на музеот. Музеот е отворен за посета во работното време на Народната банка. Бесплатен е влезот, така што ова е една колекција која што вреди да се види, а ние снимивме инсерти, така што во некои од следните изданија на емисијата Македонија наутро ќе имаме и подетален приказ на она што се наоѓа тука. Ване? Благодарам, Бранко, за ова линковско вклучување, за ова убаво раскажана приказна од Музеот на Народната банка, отворен за јавноста, бесплатен, подсетувам за посетителите.